Како што ви кажав, денеска имаме интересен гостин со кој ќе разговараме на мощна интересна тема, забавна тема која верувам дека ќе привлече внимание особено кај најмладите. А на гостин е господинот Диме Наков од Кралски извидници. Господине Наков, добро утро и добро дојдовте во контактно информативната емисија Утро. Добро утро и поздрав до сите гледачи на телевизија КТВ, на секаде на овие простори каде што се гледа до секој еден и посебно до младите. Така. За прв пат сте ни во Утро, а темата ни е мощна и интересна, бидејќи ќе разговараме за исклучителен настан кој ќе се одвива на самиот, да речам, крај на ова година и на почетокот, би рекла, на 2025 година за наше задоволство и на задоволството на сите дечиња. Но за тоа потоа, ајде сега сакам да ми кажете од кога постојат кралските извидници, што се треба да се направи за да се биде дел од овие извидници и која е вашата мисија, би рекла. Благодарам на прашањето и на можноста да бидам ваш гостин во телевизија КТВ и да може на некој начин да се представи извидничката организација Кралски извидници во Република Македонија. Кралски извидници во Република Македонија бе започната далечната 1999 година, пред крајот на 1999 година, ноември месец. Званично започнува 2000 година со тоа што се испраќа двајца ентузијасти во оваа служба да заминат на обука за самата програма во Швајцарија и после тоа, по нивното враќање, се започнува со тоа да тие наши двајца ентузијасти, на кои што го имат научено таму во Швајцарија, да го пренесат тука. Кралски извидници е извидничка организација која што своите активности пред се ги насочува кон младата популација, тоа се дечињата на возраст од 6 па до 17 години, а веќе од 17 години треба оние кои што сакат да продолжат во извидничката организација, треба да поминат низ специјални обуки за да можат да бидат идните водачи кои што ќе пренесуваат своето знаење до дечињата кои што ќе дојдат како дел од извидничката организација. Така, какви се активности имате, што се прави во вашата организација? Па, во текот на една, ја нарекуваме извидничка школска година, почнувајќи од месец септември па до летниот период, децата се активни по нашите одреди. Веќе во неколку градови во Македонија имаме наши одреди каде што има активни, обучени водачи и им пренесуваат голем дел од програмата која што ја имаме како програма извидничка. Пред се сакаме децата да ги научиме преку сите тие извиднички вештини, работилници кои што ги приредуваме, да им помогнеме во фазите на растежот на една личност. И го имаме како невидено, непишано правило да тоа бидат да помогнеме на децата во 4 фази на растеж. Како физички, така ментално, така духовно и социјално. И што опфаќа на еден час или обука за децата, поминуваме низ работилници како поучување за врзување на јажиња. Кај нас во извидничката служба не користиме шајки за да изградиме некој објект со дрва. Значи, исклучиво користиме јажиња. И зависи од тоа што треба да го направиме. Ги учиме децата на прва помош. Како во даден момент да пружат помош на другарчето или другарката, или пак да пружат помош на некоја личност. Дали е тоа кога сме на камповите, дали е тоа во секојдневниот живот, на секаден децата да знаат тие основни задачи за прва помош, на кој телефонски број да се јават. Ги учиме децата како да се однесуваат во природата. И тоа го имаме како вештини.
Пример, како да се користат дрвата во природата, што смее, што не смее. Имаме како едно правило кое што го пренесуваме до децата е да просторот каде што ќе го користиме во природата, ако сме го затекнале во лоша состојба, ние да го оставиме, користејќи го, да го оставиме во подобра состојба. Не сме го затекнале лошо и да оставиме уште по-лошо. Учиме децата како да подигнуваат шатори, затоа што во извидници шаторот е основна работа како дом во кој што треба да престојуват за време на, дали тоа е една недела или колку зависи од кампот, проектот кој што е во дадениот момент направен. Така да, тоа се некои од вештините на кои што децата ги учиме. Обилна е програмата извидничка и се трудиме ние да можеме да им го пренесеме. Посебно водачите се трудат да им го пренесат сето знаење до децата, за да може да научат основни работи. Заборавив да кажам дека ги учиме и на една вештина на палење на оген. Да со едно шкорче, ако правилно го направат огништето, да се запале со едно шкорче и од 5 до 10 минути да заврие 2 литра вода, да си подготват чајче, да си подготват храна и така натаму и така натаму. Значи, имаме многу вештини кои што ги учиме децата на правилен начин, на лесен начин, да може да ги користат и во извидници, ама и во секојдневието. Така, рековте имате 4, како што ве разбрав, низ цела Македонија вакви организации, одреди. Да. Каде се, во кои градови ги имате? Имаме во Неготино одредот е од самиот почеток на извидничката организација, а првиот одред е, како што спомнав и претходно, во Скопје, формирано од 20 ентузијасти, па после се продолжува и во другите градови низ Македонија. Во Скопје сега имаме 2 одреда, во Штип имаме одред, во Неготино и во Гевгелија. Значи 5 одреди се вкупно кои што се активни со дечиња, со водачи, така да функционираме и сакаме да се прошириме во други места, во други градови и вклучуваме водачи од други места да поминат низ обуки за да може да се започне во други градови со активности за извидничката организација. Така. На кој начин ја спроведувате наставата, би рекла јас, бидејќи нели ги учите децата, во текот на школската година колку пати, да речеме, посетуваат, каде би се просториите имате, немате? За жал, поради различни околности, немаме ние собствена просторија, па изнајмуваме просторија и благодарни сме за тоа што таа просторија ни е одобрена без финансиска надокнада, можеме да ја користиме. Во Неготино одредот правиме собирања 2 пати во месецот, од различни причини, околности, заради обврските и на водачите кои што се и помлади, па имат обврски некои на факултет, некои со школо, и така да за сега имаме 2 пати во месецот и собирањата ни се во саботите, бидејќи децата кои што ни доаѓаат на часовите во текот на работните денови се на училиште и не сакаме тоа да биде пречка заради училишните потреби, затоа и сабота се собираме околу 11 часот и имаме од прилика час и половина до 2 часа, зависи каде. Ако имаме активности од временските околности, ако ни се како сега врнежливо, па се собираме во просторијата, а претежно гледаме да ни се активностите некаде надвор, во природа да можеме да оствариме дел од работилниците на кои што ги поучуваме децата. Така, може не е интересно, како е пристапот, кој се може, рековме дека се претежно за деца, што треба децата да направат за да бидат дел од оваа организација? Како почеток на едно дете за да биде дел од организацијата, да се заинтересира, не пишано ние како правило, него
детето му дозволуваме 2 до 3 пати да дојде на часовите, да види што се случува на еден час. Децата доаѓаат поведувајќи се по другарчињата или другарката ќе им опише нели, што доживеале на часот и на некој начин ќе пројават интерес за да дојдат на часовите кај нас и 2 до 3 пати редоследно ќе му дозволиме. После тоа, за да биде дел од извидници, ние се обраќаме до родителите, да им кажеме, да им представиме кои сме, што сме, со што нивното дете ќе биде поучувано и ако имаме дозвола од родителите, имаме пристапници и тоа дете званично постанува член на кралски извидници. И така да, од тука понатаму детето треба редовно да си доваѓа на часовите, освен ако има некоја попреченост заради било што да е во животот, иначе треба да си редовно на часовите. Така, и мораме да напоменеме дека сето тоа е бесплатно за децата. Да. Децата на годишно ниво плаќаат една символична сума членарина од 300 денари и тоа е минимална сума. Ние ги земаме во предвид и околностите во времето во кое што живееме, дека многу од родителите финансиски не стоат добро, а имат околу децата и трошкови за школување, за ред други работи и така да тоа ни е цена за една членарина на годишно ниво. Така. Добро. Сега денеска убаво што објаснивме нели за сите овие работи кои сте, што сте и што е вашата мисија. Меѓутоа, поводот за вашето гостување е секако и настанот кој ќе трае 3 дена во Неготино. За прв пат кралски извидници ќе бидат стационирани и ќе прикажат дел од своите активности јавно, јас би рекла. Што се ќе има, кои денови ќе се одвива тоа, каде ќе биде настанот? Точно така, во престојниот викенд пред нас, значи во деновите сабота, недела и понеделник или датумите 28, 29 и 30 декември, за прв пат во Неготино, во близина на собранието во Неготино, во малото паркче, таму ние како извидници ќе подигнеме шатори во кои што ќе има различни настани. Овој проект е наречен Божичен базар, со помош на наша сродна извидничка организација од Германија. Веќе овој проект 3 години поред се прави во Гевгелија, каде што не иде на многу добар одзив од страна и на родители и на деца. Па решивме за прв пат овој проект да го направиме и во Неготино, така да, во тие датуми, 28, 29 и 30, ги повикуваме дечињата на возраст од 6 до 17 години, па не само децата, и родители, дедо, баба, да дојдат на самиот настан и да уживат во се она кое што ќе биде подготвено во тие 3 дена. Така, ајде да видиме, вака малце да им раскажеме што секи ги очекува. Да. На самиот проект Божичен базар ќе има многу интересни настани, од игри, од работилници, ќе се послужуваат и чај, ќе има сокови, некои од работите кои што ќе бидат послужувани таму, за жал нема да бидат без пари, ќе бидат со пари, ама со символична цена. Некако ќе има сендвичи, некако сендвич да се купи од сендвичара, туку ќе биде символично сендвичи и сите тие финансии кои што ќе бидат собрани, ќе бидат дел и за организацијата, но и пред се ќе бидат и за хуманитарни цели. Значи средствата ќе бидат наменети за да се помогне некому. Освен да речеме храната, какви се работилници подготвивте за децата? Ајде малку да ги заинтересираме да дојдат. Па има овие работилници кои што ние ги учиме на часовите со децата, дел од нив и ќе бидат присутни и таму. И ќе има, јас би сакал нешто да биде како тајна, како предизвик за децата да ни дојдат, за да видат на самиот настан и да се лично да можат да пробат.
Има многу и интересни. И да го осетат таа магија, што значи да се биде дел од извидница. Точно така. И да уживаат. Да. Добро. И за самиот крај, доколку некое дете е во извидница, што секако перспектива му се нуди на тоа дете? Дали имате патувања, мене ме интересира, во други држави шетате ли по планини? Значи тоа дека тука го правите во Македонија, да, меѓутоа дали децата имаат можност да видат нешто повеќе од државава? Да. Значи, како што спомнав, извидничката организација е со обемна програма и нашата програма овозможува и не само тоа што се учи на часовите, туку преку летниот период, посебно кога е потопло, да се има и одредени кампови. Секоја година организираме летен камп во близината на Гевгелија. Имаме наш извиднички центар во покрај река, во едни прекрасни услови за децата, подигнуваме шатори, се организираат децата по групи, едноставно да се учат во фамилија, да едно со друго можат да си помагат и така, многу активности. Имаме и учествуваме на кампови кои што се организират и на страна од Македонија. Можам слободно да кажам дека ние како извидници на просторите од бивша Југославија сме први како организација формирани и со наша помош се подигнати извидници во соседните земји, како во Бугарија, Србија, во Босна и Херцеговина, во Хрватска, во Албанија сме учествувале да им помогнеме. Учествуваме на кампови кои што и самите тие ги организират, учествуваме и на кампови кои што ги организират и извидници од цела Европа. Значи, учествуваме уште од првиот камп во далечната 2003 година во Финска и таму земавме учество како извидници. Следниот камп во Норвешка 2007 година, 2011 во Франција, 2016 во Полска. Требаше да се одржи 2020 година во Швајцарија, но за жал се случи короната, па бевме изолирани и веќе оваа година 2024 бевме во Унгарија, во близината на Будимпешта, така да досега сме учествували на сите европски кампови. Имаме во програмата уште многу други кампови, планинарења, ги нарекуваме хајк, во камп во движење и многу други интересни активности, како за помалите, така и за повозрастните групи во кралски извидници. Баш не интересно, така да останува да уште еднаш ги поканиме гледачите, младите да дојдат, да видат, да ја осетат таа магија во Неготино што ќе се одвива на 28, 29 и 30 и да сето тоа го видат со своји очи, да го осетат и да уживаат едноставно во сето она што сакате да им го прикажете, да не им откриваме се во детали. Точно така. И јас навистина ви благодарам и на вас како медиум, како телевизија, да и на овој начин упатиме повик до децата, до младата популација, да видат нешто поразлично на овие простори, Неготино и Теквешијата. Секој е добре дојден да дојде да учествува и на лице место да се увере во она кое што ќе може таму да биде организирано. И пред се верувам дека многото од децата ќе запознаат млади како од други градови од Македонија, па и млади кои што ќе ни дојдат од Германија. Така. И едноставно ги поканувам да дојдат во тие денови. Може сами да си одберат кој ден, да уживат и да бидат наградени, ќе учествуваат во игри во кои што ќе добијат и награди. Одлично. Тоа ќе трае практички 3 дена по цел ден. Почнуваме во сабота од 1 часот, од сабајле ќе биде подигнување на шаторите и програмата започнува во 13 часот и трае некаде до 20 часот вечерта, бидејќи сега е зимен период, и времето ни е врнежливо, но се надеваме дека во тие денови ќе ни биде и малку по-мирно време, без дожд, без снег. И утре дента, веќе рано наутро во недела ќе започнеме повторно со активности, ќе траат повторно до 20 часот, во понеделник
од рано од сабајлет од 7-8 часот па до 14 часот не е предвидено во програмата и да тука да не биде и завршетокот. Така. Ви благодарам што бевте дел од утро, што еве вака не инспириравте да ве посетиме и да уживаме во сето ова што ќе се случува во Неготино и да ги поканиме сите оние кои сакат да видат едно нешто поразлично што можеби досега не се соочиле да го видат во живо и практично да го доживеат. Ви благодарам на поканата да бидам дел од утринската програма на КТВ телевизија, покана и до вас како медиум да во деновите кои што ќе биде самиот настан, да ни дојдете, да си направите и вие, можеби, репортажа или како сметате, да го видите и вие со камера, за да може да го пренесеме и на останатите. Да се пренесе на останатите и ќе ни биде задоволство да бидете помеѓу нас. Секако, ви благодарам уште еднаш.